нова емисија 1-1 на А2 телевизија и денеска одличен муавет имаме како со првиот, така и со вториот гостин. Сега ќе правиме пауза за джингл, а потоа се враќаме назад со еден млад човек кој што има многу работи што да каже, кој што ќе го задржи вашето внимание. За кои работи ќе го знаете за многу кратко време. Сега ајде джингл. Океј, доаѓаме значи до првиот гостин за денеска, а тоа е Дамјан како име, а Арсовски како презиме. Како си? Дечко. Баш ми е мило што доаѓаш од Куманова. Така некако. Патов, добар? Екстра. Што екстра навигнат си ти цело време на патување. Се снаоѓаме. Дамјан те пишуваше многу по весници. Види какви глупости. МВР од странето од Facebook. Од момчето. Од момчето, убаво пише тука, дневник, момчето, па момчето. Сигам, кој е ова момче, ајде да идеме да го најдеме. Тој да ти бил имал име. Дамјан се викал. И што, ти го острани, пошто таква слика се доби, знаеш. Знаеш, едно е што се случува. Види мокен Чак Норис, човече. Да, бе. Го Едно е што се случува, друго е што всушност навистина се, знаеш, она представува на јавност. Точно. Тоа со МВР се дигна голема галама, а што всушност се случи е пишува в текст, значи за медиумот за кој ние го водиме како. Ти си работиш IT.com? Да, IT.com како медиум портал за информатичка технологија. Пишуваме текст, почекавме 2 дена. Нешто медиуми ведизаа многу галама околу тоа. МВР отворило Facebook профил, немало прекршување на закони, знаеш, уставот е во ред, се е така. И чисто за да напишам текст, контактирав со Facebook. Дали е тоа во ред? Значи, со никаква намера да пријавам дека не е во ред или да кажам нешто како што пишува по медиумите, тука едноставно да прашам какво е нивното мислење за тоа што една државна институција како МВР го користи нивниот сајт, значи нивниот сервис. Значи, нивна датабаза на корисници, буквално се тие што нудат, некој други користи за сега какви цели, не знам, ти рекова информирање, тоа е во ред. Мене ме интересираше нивното мислење. И твојот муавет тука заврши? Тука заврши. После 5 минути они ми рекоа, извинете, овој профил ги прекршува. И после? Ги прекршува правилата. И ја го симнав МВР од Facebook, сеќаш, не му врска. Ти имаш супер приказна. Интересно, да. Да, интересна. Ти оддамна си отиден, мислам, ти си отиден за секојаш, фала Богу, си доаѓаш, ама не живееш во Македонија како перманентна локација веќе колку време? Од твоја 17-18? 4,5-5 години, значи. Оддамна? Да, значи 15-16 години. Почна каде? Од Тексас замина? Тексас замина. Кај шерифите? Баш кај шерифите. Каубојците? Значи завршив средно во Тексас 1 година студирав преку таа размена на студенти на средношколци. Беше на оние забави такви? Па, мора се да... стрикно избегнување на тоа. Стрикно избегнување на тоа. Значи, шешир носење и такви ствари. А има во Тексас? Си има. Значи, си почитуваат луѓето традиција, си има се. Каубојци по улица? Не баш како каубојци, сеќаш, нема, си имаат фарми каде што си има коњи. Да, фало, не дека се гледаат еден. Да, кај си. Не, тука едноставно си почитуваат некој таков традиција, начин на зборење малку подруг. Да. Убаво е да видиш, али не е за мене. Не се задржа многу? Не е за мене, некако, не ми пријаше средината. А преди што те натера да те прашам да одиш таму? Преку барата? Сакав да видам нови ствари. Имам постар брат кој беше исто така во Лондон неколку месеци, беше во Америка, прошета. Си реков, ајде ја да видам што се случува таму. Тоа се уште не се бавеше со овие работи, така? Со овие работи, со компјутери и такви ствари од 5-6 години се бавам. Значи, од 3-8-6. Али ова друго сега со маркетингот? Тоа уште го немаше тогаш. Тоа уште го немаше тогаш. Значи, сега што се бавам со овој еден вид интерактивен маркетинг, сега е во подем, сега е во она стартна фаза, мислам, секојаш иновативност и такви имало од која постојат луѓето практично. Ќе направиме муавет, ќе направиме за тоа. Да. Кажи ми, Тексас беше што беше, нели? Потоа замина на факултет на коледж. Да, потоа отидов во Ново Мексико, на University of Ново Мексико. Значи отидов таму кај вонземјаните. Баш така. Таму некаде првата. Уште ли таму збора за тоа? Сега прават, си има музеј. Сега прават огромен, или веќе го направија, не знам, пред 3-4 години бев таму. Прават огромен музеј и Луна парк.
со тема вонземјани. Да. Area 51, а? Знаеш, се тие бизнис Чека, после. затворено е тоа таму? Не може да влизаш? Си има огромна база, значи таму има огромна америчка база. И чека, муабетов е за тие што не знаат дека таму као демек Таму прв пат тестирале атомско оружје и работата е тоа што наводно е забележано првото НЛО таму. паднало демек. Паднало, сеќаш. Преголемо зрачење имало, не знам, И вие приказната сте е... рекле таму ќе пане. Да. Значи, приказната си има милион верзии. Така, нема да се Луѓето си прават пари на Луѓе тоа колку е? музеј. Да, точно. Беше значи Ново Мексико. Колкав колеч е тоа? Огромен, значи тоа е државен факултет, значи бев таму се задржав една година, околу 25-26 илјади студенти, онака на еден кампус голем ко град, додај уште 20 илјади, значи вработени професори, секој. Значи колку едно мало град. Универзитет во Нью Мексико нешто? Да. Значи огромен, буквално огромен град, што функционира со свој систем, со своја се. Да. Што те натера да замениш таму? И таму не ти се свиѓаш? Абе не ми се свиѓаше, супер беше, знаеш, отидеш, видиш и си одлучиш дали е добро, дали не. Како беше, посетив другарка во Њујорк. Значи имав другарка исто време, она отиде во Америка кога јас отидов, средна школа. Од тука наша, а? Да, јас знам, значи од детство. Посетив. Што видов. Ми се задржа вниманието таму. Бев една недела, значи 5-6 дена. Њујорк, Френц Да, и решив да бегам таму, затоа што е некако организиран хаос е сето тоа, знаеш, али те влече некако, машинерија некоја чудна. И аплицирав. Лесно беше да си замениш, мислам тоа нели papers. Милион ствари се. Има така. Да. Опишување, запишување, ваму. Се запиша каде во Њујорк? Во приватен факултет, значи ми даваа стипендии, пошто огромна, значи трошоци се огромни да студираш во Америка. Чека да отидеш на своја рака, без стипендии, без ништо. Јас сега отидам, се отпишувам од Јустинијан први. Добро, да. Одам на University whatever таму, Значи- Њујорк. Па, Колку би ми требало за живот таму? да не ми даваа стипендии, значи искрено е многу голем трошок. Трошок би бил да отидеш, зависи од факултетот, 15-20, добар факултет, 40.000 нагоре годишно. Годишно само факултетот да си го платам? Само факултет. После имаш трошкови книги, после имаш трошкови, знаеш, храна и такви ствари, излегувања, непланирани трошкови. Не искачаме. Е. Лепи